Вечниот Бог ја испеа децата од Струмичката епархија, навестувајќи го Христовото рождество. Денеска ја отпеа во општинската зграда, каде ги причека првиот човек на општината, градоначалникот Коста Јаневски. Им се заблагодари што се вклучиле во традицијата на христијанството, но и како што е редот, им подали коледарски пакетчиња. Ни покажа една убава традиција која што сакаме да ја негуваме, да ја продолжиме, да покажеме какви песни се пеат во духот на нашата религија, во духот на православието и навистина ни причинија огромно задоволство на мене и на нашите вработени. Јас сигурно сакам оваа традиција да продолжи така како што треба, во исправен пат, во духот на нашата религија, во духот на православието, да се очистат некои навики кои што можеби до сега беа во некој друг правец. Отец Јаков, со благослов од владиката Наум, вели дека и оваа година дечињата од Струмичката епархија се вклучуваат кон манифестацијата на Македонската православна црква Бадникови поворки, но нема да изостават и понатамошната промоција на вистинските вредности на христијанството. Да се возобнови древното предание на пењето на коледарски песни кои што се со христијанска содржина и кои што го воспеваат и го објавуваат Христовото раѓање наспроти некои песни коледарски со деструктивна содржина каде што не се ни спомнува Бог. И фала му на Бога, секоја година се помасовно и поживо и погласно станува пеењето на оваа песна Вечниот Бог. Утре во 11 часот со утринска молитва во храмот Свети Кирил и Методија, дечиња од Струмица ќе ја предводат Бадниковата поворка, која од овој Божи дом ќе заврши во храмот Светите 15 евреополски свештеномаченици.